Во наредните парламентарни избори во Бугарија втори поред во рок од 3 месеци не носат јасни резултати и победник кој би имал мнозинство во длабоко поделениот парламент. Во тесна битка за власта повторно е ГЕРБ на Бојко Борисов, но со многу мала предност пред шоуменот Слави Трифонов и неговата партија Има таков народ, кој веќе прогласи победа па го најави и составот на новата влада. Трифонов, кој според досегашните ставови секоја можност ја користеше да најави дека позициите се јасни во однос на Македонија и сега држи по своето, додека Скопје не попушти, ветото останува. Потеркот на своите шоуа во првото обраќање по гласањето како клучни приоритети предлага испраќање на најмалку 2 бугарски астронаути во НАСА, но и како провокација најавува дека идната бугарска влада ќе се обидела да приклучи и северно-македонски астронаут. Ще направим всичко възможно да изпратим мъж и жена, които да бъдат първите български астронавти в НАСА. Ще направим всичко възможно и към тях да се присъедини и един северно-македонски астронавт, за да не гледаме надолу в земята от срам, което правим напоследък, а да почнем да гледаме нагоре към звездите. Во видеообраќањето Трифонов порача дека нема да коалицира со која било партија и ќе преземе политичка одговорност да формира независна влада составена од експерти кои ќе имаат приоритети. За еден премиер го прогласи Николај Василев, кој веќе беше вице-премиер и министер за економија во 2 влади. Дека Бугарија нема намера да ја минува политиката кон Македонија, независно од тоа кој ќе дојде на власт, порачува и бугарскиот претседател Румен Радев. Политиката на България спрямо Република Северна Македония не зависи кое правителство ще бъде на власт и кой парламент. Зависи да имаме открит, конструктивен диалог между Скопие и София. И този диалог да се води в една от двете столици, а не в Брюксел, в Париж, в Берлин и така нататък. Тук ние между нас се трябва да се разберем и трябва да е ясно, че зависи от изпълнението на Копенхагенските критерии за членство от страна на Република Северна Македония. Иако македонскиот премиер Зоран Заев полагаше надежи во новата бугарска влада и менувањето на ставовите во однос на интеграциите на Македонија, со актуелната состојба во Бугарија очигледно е дека до претседателските избори во октомври најверојатно нема да има конечни решенија поради немањето концентрирана политичка моќ.